Тоа ќе ве молам сметка кој имате ми дадете. Да не имате сметка случајно? Сметка можеш да ми дадеш? Да не имате сметка? Сметка случајно да имате? И по воведувањето на мерката Мој ДДВ, на многу продажни места фискална сметка се издава само ако ја побарате. Би се случило да не ви даваат сметка? Non-stop. Според власта, Можем да кажем за максимално успешна мерка. според опозицијата, Што побрзо се напушти, тоа подобро. според бројките, дали Мој ДДВ ги дава очекуваните резултати. Во очекување на првите ефекти од мерката Мој ДДВ, Da, evo ki. Puno smetki imam, evo gi za DDV da mi vrata. Ama nemam verba i za to повеќе ги давам на други да си успеат. Зошто вие не ги скенирате? Не ги скенирам, ако они сакаат да помогнат на народот, нека го намалат ДДВ. Кога се купува производ, нека го намалат ДДВ, готова работа. Може ли сега да ја скенираме? овој човек не губи верба. Еве, Успешно. готово. Па собираме, скенираме колку можеме, колку што успеваме и така. Не им оди лесно на сите. Пробавме на телефонот, не фаќа. Ми викаат некоја грешка од ујот. Може да пробаме сега? Имате сметка? Па имаме, ама знаате и синот това. Пробава они, после ја избрешава што бидна, како бидна, не знам. Ја немам изгледа, најверојатно. Без апликацијата, разбирливо, не можевме да ја скенираме сметката. Оние што од различни причини не можат да скенираат сметки на телефон, може да го направат тоа на посебни апарати во просториите на УЈП. Со телефон не можем да баратам. И затоа тука доаѓа, ујапа тука, во близина живеам и тука ги носим. Колку често доаѓате да скенирате сметка? Скоро секој 10 ден. Но на Благица Камчева од Скопје, некогаш ниту овие апарати не ги прифаќаат сите сметки. Порано се скенира, сега не се скенира. Затоа проблематичните сметки ги носи на шалтер, а на службеникот секогаш му успева, зашто има подобар скенер. Да, љубезни се. Навистина и работат доста касно, така да после 4 сат нема гужва и може да се заврши работа. Вие зошто се решивте да скенирате? Заради сумата или од принцип да пробате дали ќе функционира? Чисто да пробам да видам како ќе биде и повеќе сметки, мислам, јас со мојот личен доход нема шанси, меѓутоа сметки од фамилијата ми ги даваат, внуката, зето, сестрите, така да они прават поголеми. Иначе од платата што ја заработувам, не можам 20 денари да вратам. Да. Собирањето туѓи сметки, како што тоа го прави Камчева, не е незаконски. Тоа го потврдуваат и од Управата за јавни приходи, но колку и да собирате, УЈП нема да ви врати повеќе од 1800 денари за тромесечие. Доколку граѓаните ги бараат сите сметки, ние очекуваме дека ќе им бидат вратени најмногу 50 милиони евра годишно. Ова е проекција што во јуни годинава ја имаа тогашниот министер за финансии Драган Тевдовски и премиерот Зоран Заев. Според податоците на Управата за јавни приходи, за првите 2 месеца од стартот на мерката, на граѓаните ќе им се вратат околу 2 милиони евра. Ако ваквото темпо не се зголеми, за првите 12 месеци на граѓаните би им се вратиле околу 12 милиони евра. Тоа не е ниту 1/4 од најавената сума. Директорката на УЈП Сања Лукареска очекува многу повисок поврат. Оптимизмот го темели на поголема потрошувачка по летото и потребното време кампањата да допре до граѓаните. Месец септември е доста интересен месец и за почеток на школската година. Се подготвуваат зимници, се прават и некои други процеси во сите семејства и очекувам дека тука би требало да има покачување одредено. Според официјалните податоци кои 360 степени ги доби од УЈП, факт е дека ово јули и август се собрани најмногу пари од ДДВ, споредено со последните 2 години. Во истите 2 месеца, во 2017 година, се собрани 136,2 милиони евра. Во 2018 128 милиони евра, а годинава, откако стартуваше мерката, 150,6 милиони евра. Дури да се одземат 2 милиони евра, кои како поврат ќе завршат кај граѓаните,
Овогодишните јули и август повторно се далеку подобри од минатите години, па се чини дека и државата и граѓаните се во ќар од мерката. Но ако се погледнат сите месеци од последниве 3 години, видливо е дека често има големи разлики од еден ист месец во различни години. Например, во јуни 2017 биле собрани 41,3 милиони евра, во јуни 2018 63,7 милиони, а во јуни оваа година 54,7 милиони. Значи, наплатата на ДДВ бележи големи осцилации на месечно ниво и кога немало мерка мој ДДВ. Времето ќе покаже дека навистина мерката ќе допринесе и за зголемување на наплатата на ДДВ-то. Споредбено со месец јули лани и месец јули оваа година не имаме покачување на повеќе од 10% на наплатата на ДДВ-то и навистина имаме одлична динамика. Дури овој месец имавме и надфрлање односно месец август имавме и надфрлање на планот. Тоа се резултати кои што навистина кажуваат дека мерката допринесува да го полниме буџетот, меѓутоа од друга страна и самите граѓани да ни помогнат во делот на тоа да видиме каде одредени даночни обврзници сакаат да го изиграат законот. Уште подлабока анализа на бројките ни даде и друг интересен показател. Од вкупно собраните 150,6 милиони евра од ДДВ во јули и август годинава, граѓаните скенирале сметки со вкупна вредност на ДДВ од 13,6 милиони евра, од кои повратот е околу 2 милиони евра. Или во проценти, скенирани се сметки со само 9% од собраното ДДВ. УЈП нема прецизна анализа зошто останатите 91% од данокот на додадена вредност не се предмет на поврат кај граѓаните. Че може би станува збор за одредени фискални сметки кои што се користат за поврат на ДДВ кај правните лица. Значи тие фискални сметки одат заедно со сметкопотврди и сметководствено се книжат во делот на ДДВ-то кај правното лице. Може би станува збор за сметки кои што едноставно надминале лимит дозволен од 30.000 денари. Или пак станува збор за сметки кои што граѓаните не ги скенирале, односно или не сакале да ги скенираат. Една од главните тези на власта за мерката Мој ДДВ е дека секој граѓанин ќе стане инспектор. Бројките покажуваат дека потрошувачите навистина се ангажирале. Нагло се зголемил бројот на пријави за неиздавање фискални сметки. Во јули и август годинава имало 378 пријави од граѓани, што е двојно повеќе од 191 пријава лани во истиот период и 2,5 пати повеќе од 153 пријави во јули и август 2017 година. Но парадоксално, додека граѓаните пријавувале повеќе, УЈП овој јули и август направила најмалку контроли споредено со претходните години. Низ бројки, во јули и август годинава се направени вкупно 43 контроли согласно Законот за регистрирање на готовински плаќања. Тоа е речиси 7 пати помалку од изминатите години. Во 2018 година, во истиот период, имало 276 контроли, а во 2017 уште повеќе, 298. Таа бројка која што имате ви од претходните години станува збор за налози издадени, записници изготвени и донесени решенија. Кога немало простор за снимање на промет, односно кога немало простор или не сме дале простор за било каква превентивна рамка. Овој пат ние 2-3 месеци исклучиво снимаме промет. Значи цел јули месец, цел август месец и цел месец септември. Сме одели по сите туристички места, каде што рековме, само им дишеме во врат на некој начин, да кажем, на обврзниците, за да го ја внесуваат разликата во прометот. 360 степени реши да провери колку навистина контролите биле ефективни и дали се издаваат фискални сметки. Појдовме во две скопски општини, Чаир и Аеродром. Во населбата Аеродром купивме метла. Така беше и кога плаќавме за пијалоците во ова кафуле. Но подоцна купивме облека за која фискална добивме дури од како ја побаравме. Да немате сметка случајно? Фискална? Можете? Ако не, Поздрав, пријатно. Сметка случајно за немате?
За бананите во овој дуќан во Чаир не добивме сметка. Фискална сметка имате нешто? Не издавате. Ниту за купените чаши. Оваа пекарница го подобри просекот на чаирчани, но повторно на наше барање. Сметка можеш да ми дадеш? Сметка. Благодарам многу. Поздрав. Ја посетивме и познатата пластичарска улица во Скопје, каде УЈП на 20 август спроведе голема акција, повикувајќи се на голем број пријави на граѓани. Инспекторите тогаш контролираа 42 фирми и кај 12 најдоа неправилности, од кои кај 9 не издаваат фискални сметки. Една фирма воопшто немала фискален апарат. Искуствата на граѓаните кои пазаруваат 2 недели по контролите се различни. Ви се случило да не ви даваат сметка? Нон-стоп. Нон-стоп, али ние сме навикнати више. Не можеме ние ништо. Ако државата не може ние ич. Ви даваат ли вас редовно сметки? Да. Да, нормално. Сега тоа више пролазно стана, пошто сите програмници веќе издаваат. Имран Шабани има свој дуќан на оваа улица. Вели дека нема проблем со контролите на УЈП, туку со нешто друго. Поддржувате? Контролира, па секако, да. Како мислите, ова мора да се среди некој со нешто да се работи, да има, да се биде се во ред. Само не така како што беа тие, беа каубојци овде. Со тие нивни тамо, што знам. Со полиција? Да, не, полиција нормално, но информисани, ама тие другите што беа. Каубојци, пиштоли, панцери, манцери. Вака сведочи Шабани, иако од УЈП негираат дека при контролите имало асистенција од униформирана полиција. Издаваат ли фискални? Даваат, секако даваат. Секако. Има кој не дава, тука е институцијата на државата. Ефектот од контролите на пластичарска решивме да го провериме со шопинг. На некои места вродиле со плод. Треба фискална? Имате? Имаме, но шифрата само. Па ни треба, ако имате, исклицајте, ако не. Ние би сакале. Ова не се на Колку сум должен? Колку чекай да видам? Чекай, ја видам. Но во други дуќани не. 100 денари реков? Да, Тоа ќе ве молам сметка ако имате ми дадете. Сметка имате? Фискална? Кај контаблица се тече. Како извинете? Кај контаблица се. Добро. И се таму кај Аха. Не, добро, не мора. Не. Треба да ја предам документи, треба за тоа. Добро, аха, добро. Оно нешто сметка потврда, нешто подпис? Да, ама Аха, кај контаблица ми се печат, све. Добро, нема кај. Хвала ви многу. Живи и здрави. Ајде, добро. Не издаваш фискални? Фискални не издаваш? Не, па нови сме тука. Аха. За мерката Мој дедеве побаравме мислење и од екс-министерот за финансии, професор на економскиот факултет и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Трајко Славески. Иако кратко време е на сила, тој имаше дециден став. Нема ќар ниту за граѓаните, ниту за државата. Мислам дека трендот ќе биде да спласне ентузијазмот кај голем број на граѓани кои што досега се вклучиле во оваа акција на скенирање на фискалните сметки во надежда дека ќе добијат некој поврат, затоа што откако после 2 месеци Управата за јавни приходи ја унапреди апликацијата да може да следите колкава изнесува всушност вашиот паричен поврат, голем број на граѓани кои ќе видат сумите кои што ќе бидат незначителни, мислам дека ќе се откажат од натамошно да учества во оваа акција. Славески е песимист дека ќе опадне и бројот на пријави на граѓаните, бидејќи тие не може да бидат инспектори во вистинска смисла на зборот.
Но факт е дека не можете да очекувате граѓаните да вршат онаа работа која што е надлежност на инспекцијските служби на управата на јавни приходи, те немаат такви ингеренции, и дека насекаде каде што претходно се беа издавале фискални сметки, значи функционирал системот, се спроведел законот и понатаму ќе се издава, таму каде што не се издавале, мислам дека нема да има некои ефекти. Кој е во право? Критичката опозиција или оптимистичката власт? Ќе се знае за нова година. Тогаш граѓаните ќе видат колку пари им се вратени на сметка за првите 6 месеци од мерката. А и УЈП ќе може да повлече црта, што очекувала, а што добила.